Почитувани представници на медиумите, почитувани сограđани, цели 11 години спортот и спортските работници беа игнорирани од страна на ВМРО ДПМНЕ. За неполни 2,5 години со одговорните политики СДСМ го враќа спортот на прав пат. Во 2016 година за спортот беа одделени само 60 милиони денари, додека во 2019 година државата одделува 244 милиони денари, односно 4 пати повеќе. Покрај постоечките финансиски средства, владата за оваа година директно ќе интервенира со дополнителни 4 милиони евра за развој на македонскиот спорт преку модифициран и приспособен ваучерски систем, со што вкупната финансиска подршка ќе изнесува 10 милиони евра за 2020 година. Најголем дел од кавадеречките екипи се поддржани од страна на владата во рамките на овој ваучерски систем. Имено во рамките на овој систем финансиски ќе бидат поддржани следниве кавадаречки екипи: ГФК Тиквеш со ваучер во износ од 2 милиона 82.000 денари, КК Фени Индустри со ваучер во износ од 2 милиона 366.000 денари, ГРК Тиквеш со ваучер во износ од 1.350.000 денари, КМФ Црна река со ваучер во износ од 30.000 денари, АК Тиквеш Кавадарци со ваучер во износ од 198.000 денари, Стрелачки клуб Кавадарци со ваучер во износ од 173.000 денари, ЗДЖК Кожувчанка со ваучер во износ од 150.000 денари, КГС Срни Партизан Кавадарци со ваучер во износ од 40.000 денари, Карате клуб Сансај со ваучер во износ од 213.000 денари, КБК Кавадарци со ваучер во износ од 30.000 денари. Вкупните финансиски средства кои владата ги инвестира во спортот и спортските клубови во Кавадарци изнесува околу 6,6 милиона денари само за 2020 година. Со овие политики сакаме дополнително да ги поддржиме спортските екипи, со што ќе ги потикнеме дополнително да вложуваат во зрекнувањето на нивните капацитети, се со цел кавадаречките спортисти да имаат подобри услови за напредување. Покрај финансиската поддршка на спортските клубови, владата преку Агенцијата за млади и спорт во соработка со локалната самоуправа ќе изврши целосна реконструкција на градскиот стадион во Кавадарци. Кавадаречките љубители на фудбалот конечно ќе добијат пристојно место за следење на фудбалските надпревари на ГФК Тиквеш. Целата инвестиција изнесува околу 13 милиони денари. Со овие мерки и политики ќе го вратиме спортот на прав пат. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.